Таото што може да биде објаснето не е вистинското тао. Лао Це. Почитувани следачи, добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денеска ќе разговараме на темата наречена парадоксот на постоењето. Ќе ви објаснам точно што мислиме под парадоксот на постоењето. Значи, оваа тема ја разговаравме со свештеникот пред точно една седмица, и сосема спонтано, сосема случајно не испадна да разговараме на оваа тема, иако сме разговарале претходно многу пати. А во суштина, темата е врзана со самото постоење. Односно со едното прашање кое што може би е едно од најбитните прашања, па може би и најбитното прашање од сите. А тоа прашање е зошто има нешто, било што, кога можело да нема ништо. Значи, се работи за една длабоко филозофска и духовна тема, која што безбројни луѓе низ историјата си ја разгледувале, да речем. Некои не стигнали до некакви сознанија. Јас и свештеникот имаме читано за доста такви луѓе кои што кажале нешто паметно на темава, а сме читали многу повеќе кои што кажале нешто непаметно на темава. Меѓутоа, веројатно дека во нашава беседа денеска, во нашава емисија, ќе вклучиме идеи и концепти и искази кои што доаѓаат од даоизмот, од будизмот, од христијанството, од езотериката, па и општо од нашето истражување на стварноста. Значи, денеска ќе расправаме на прашања како зашто воопшто постои нешто кога можело да не постои ништо. Од каде доаѓа стварноста? Дали ние постоиме? Како, ти како следачот кој што не слушаш сега, ние, како некој кој што зборуваме, овој свет кој што не изгледа ваков како што не изгледа, значи дали на вистина постои ова се и зошто, што е уште побитно, зошто било што постои. Туку ќе спомнеме веројатно и такви концепти и идеи како битие, како страдание, како совршенство, меѓутоа сето тоа со ред. И уште еден концепт, односно идеја, спознание, која што би сакал да не утнеме, да ја спомнеме, е така нареченото платно. Ова е еден вид на иновација наша, на мене и на свештеникот, со која што се обидуваме да дадеме збор или израз на основната така наречена рамнина на постоењето, основната стварност, да ја крстиме Господ, да ја крстиме универзум, да ја крстиме бескраен потенцијал, ќе видиме понатаму. Меѓутоа да не должам многу, значи денешната тема е парадоксот на постоењето, зошто воопшто постои нешто, било што, наместо да нема ништо. Па мислам дека свештениче вака убаво ти дадов еден вовед и сега ти го препуштам подиумот. Фала ти за воведот. Види, оваа тема е толку многу комплексна и толку многу длабока, што мислам дека фер е да се каже дека нема одговор или нема концептуален одговор. И не можеме со сигурност да кажеме некоја поента, меѓутоа она што можеме е да покажеме како се размислува. Како ние сме дошле до нашите заклучоци, до нашите најдлабоки заклучоци, кој бил процесот на размислување, на разговарање и така натака, на преиспитување, и со тоа да им помогнеме на слушателите да стигнат и они до нивен заклучок, кој што ќе биде за нив најблиску до вистината. Под услов дека слушатели постојат воопшто. И искрени луѓе кои што се бараат себе си и бараат да откријат што е навистина основата на постоењето.
Значи не само што ќе стигнат до одредено, што ќе успееме да стигнеме до одреден заклучок, туку многу е важен и процесот како ќе стигнеме до таму, можеби поважен е, бидејќи тоа е она кое што ти останува, кое што останува со тебе, додека пак заклучокот секогаш може да се смени ако си човек кој што не е емоционално врзан за концептите, кој што не се идентификува со нив, тој човек може понатака да ги користи тие концепти и да ги смени тие концепти кога ќе открие нешто уште попаметно или што уште по возвишено. Како да започнеме? Помислам дека можеме да започнеме со платното што ти го спомна. Значи тоа е еден заклучок до кој што сме стигнале ние двајца во нашите разговори. Платното е всушност она што го викаат таото во таоизмот, она што го нарекуваат нирвана во будизмот, во христијанството се нарекува логос или словото, меѓутоа е синоним и со Царството небесно. Всушност тоа е исто така и синоним со Отецот или тој аспект од Господ. Всушност се работи за позадината на се. Значи, она крајно ништо од кое што произлегува се. Значи имаш многу типови на ништо, имаш ништо меѓутоа со потенцијал да речеме да се создаде нешто. Да речеме еден празен простор, ако во него ставиш доволно материја, таа материја ќе почне да има одредени атрибути, значи пред сек има гравитација. Ставиш многу материја на едно место, таа ќе почне да се привлекува меѓу себе и да создава поле на привлекување. И сега каде е таа гравитација? Тој закон, тој принцип не суштествува како нешто физичко, не суштествува никако енергија, не може да се опипа, не може да се види, да се измери, зашто може да се измери, меѓутоа само преку кое што се пројавува. А таа не постои како нешто надвор од она од кое што се пројавува. Ако ја тргнеш материјата, гравитацијата постои се уште, меѓутоа не се пројавува, ја нема. Принципот нема ни што да се пројави. Сега, значи тоа не е баш ништо. Имаш ништо, меѓутоа во него имаш принцип. Имаш одредени принципи за пројавување, како што е гравитација, електромагнетизам, можеби еволуција, можеби живот и така натака. Меѓутоа тргни ги и нив. Што имаш уште понатак? Дали можеш да стигнеш до апсолутно ништо? И всушност, ако стигнеме до апсолутно ништо, како пак тогаш од тоа ништо, апсолутно, се создале најпрвен закони, принципи, па потоа и одредени реакции за да може да се создаде нешто и така натака. Она основно ништо, кое што е потенцијал за се што постои, јас и ти го нарекуваме платното. Зошто го викаме платното? Затоа што е еден вид на бескраен наблюдувач. Значи некои религии го имат објаснато како the all-seeing eye, окото кое што гледа се. Во египетската митологија исто така е како на третото око, окото на Хорус и така натака. Станува збор за нешто кое што не може да се каже дека е нешто. Всушност не постои, нема присуство на нешто во него, меѓутоа е основа за се. Основа за постоењето на се што гледаме и се што сме ние. Меѓутоа и покрај тоа што е основа на се што сме ние, нема своја суштина, нема своја форма, безформно. Дури и практично не постои. А е основен дел од нас. И без разлика што ќе ни се случи на нас, тоа е како еден вид, како да е одвоено од нас. Одвоено е преку неговото непостоење. Бидејќи нема форма, не може да биде допрено, не може да биде уништено, не може ништо да му се случи.
бидејќи е бесформно. Меѓутоа е основа на целото постоење. И затоа го нарекуваме платното. Значи, кога ќе гледаш одреден филм на едно платно, без разлика што има на филмот, може да има оган, вода и така натака, платното ниту се наводенува, ниту гори, ниту ништо, а на него се проектира све. И затоа го нарековме платното. Мислам дека тука во кратки црти објаснив како како ние го гледаме, може би ти имаш некој поразлично мислење, сега ќе ти оставам да ми кажеш. Меѓутоа, во кратки црти тоа е како јас се гледам основата на целото постоење. Понатака може ќе завлеземе уште подетално да го објасниме. Да. Знаеш, кога ќе се спомне платно, таа слика што ја каже ти, таа беше една динамична слика, затоа што така разговарахме пред некој период, 5 месец, 2, мислам дека кога се шетавме, јас и ти. Кога ја разговаравме истава тема, всушност кога ни текна на платното беше, да кажем, алегорија или аналогија за токму тоа што го спомна. Во смисла на самото платно се проектираат разни слики, меѓутоа платното не е тие слики, а во исто време е тие слики додека се проектираат. Исто така може и да се гледа и од аспект на нединамична, фиксна слика, например на платно за сликање. Самото платно е бело и е бескраен потенцијал и додека сликарот не наслика нешто на него, тоа е бескраен потенцијал. Сега кога ќе се наслика нешто на него, местото каде што има нешто нацртано, нешто насликано, нешто обоено, таму од бескрајниот потенцијал се создава некаква конкретност, која што веќе не е бескрајна. Таа конкретност е ограничена. Во исто време е бескрајна. Зашто е бескрајна? Затоа што лежи врз повторно истото платно кое што е бескрајен потенцијал. Чи платното може да се пројавува и да се изјавува во различни форми, меѓутоа секогаш да остане неизјавено. И ако звучи апсурдно ова што го збориме, точно така е. Мислам, истото го имат кажано и даоистите, нели, како што е цитатот за почетокот на денешната емисија, тоа е дека даото на кој што му е дадено име не е вистинското дао. Тоа што веројатно сакаат да укажат даоистите е дека не можеш да му ставиш ограничени концепти или замисли или алатки како зборовите што се или изразите, не можеш да ги ставиш на нешто што е бесконечно, неограничено со бескрајен потенцијал. Ти го ставаш зборот, ама зборот не може да го објасни. Сега, би спомнал околу, тука би спомнал после платното, кој што го објасним како бескрајен потенцијал и кој што би му дали синоним со Бог, практично. Бог е платното. Или кој го нарекуваат апсолутното. Апсолутното, да. Точно така. Да речеме дека, во наводници, почетната состојба на Бог е платното. Каде што е бескрајен потенцијал, ама ништо конкретно. Но за Бог такво нешто не постои, бидејќи кај Бог нема време, нема почеток и крај. Тој го создава времето. Меѓутоа да речеме, од нашиот аспект ако го гледаме, има почетна состојба во која што има бескрајен потенцијал, а ништо конкретно изјавено не постои. Сега доаѓаме до прашањето. Ако има бескрајен потенцијал, а ништо конкретно изјавено, зошто воопшто се изјавило нешто? Зошто постоиме јас и свештеникот сега тука, кога можело да не постоиме? Зошто има емисија беседа, која можело да не постои? Ти што би рекол на тоа, што би одговорил? Истото прашање го прашале Хермес Трисмегистус пред кој знае колку векови, милениуми можеби. И морал да заврши 3 доктората, односно магистратури за да одговори, така заради тоа се викат. Да. И кога го прашале, значи неговите ученици биле наводно големи мајстори, сите биле просветлени и така натака. Меѓутоа дури и тие не знаеле зошто е ова прашање ти што го поставаш. Зошто едноставно постои нешто. Има бескрајен потенцијал и тој потенцијал може да создаде се што сака. Зошто ова? И зошто вака?
И на тоа Хермес им одговор, првен им објаснувал дека тоа е циклично, се создава универзумот, па се уништува, еден вид на дишење, па тоа се некои уште поголеми спирали кои што си се исполнуваат самите. И тие повторно рекле, добро, во ред, меѓутоа зошто? Како малите деца, зошто? Зошто едноставно го прави тоа, зашто е таков аспектот на апсолутното. И тој едноставно стигнал до една позиција каде што кажал нешто како всушност не кажал ништо, само ги затворил устата и со прстот покажал како тишина, како ќутете, некој таков гест, или само го исправил прстот, не е важно. Едноставно сакал да каже, поентата била понатака толкувана, дека едноставно има некои апсолутни појави кои што се надвор од објаснување. Немаат ни зашто, ни во однос на научното зашто, како, не може да ти објасни како, ама нема ни филозофско, метафизичко зошто. Едноставно нешто е. Има некои принципи, некои појави кои што едноставно се. И нема одговор, нема ни логика, нема ни не е возможно да се дискутира и да се објаснуваат такви длабоки и највисоки прашања, бидејќи тие се толку високи што потребен ти е компјутер или потребно ти е резонирање со едноставно што има моќта на целиот универзум за да може да го разбере целиот универзум. Не можеш ти да го разбереш со лимитиран мозок кој што е едно грамче материја, не знам колку грама е мозокот, за да не шпекулирам. Околу 2-2,5 кила, мислам дека е толку. Добро, или неколку кила, значи мозок, материја, сива маса, да едноставно да го опфатиш, да ги опфатиш тие огромни мистерии на универзумот. Така да, и според мене, едноставно нема одговор. Тоа прашање не може да се одговори. А што би рекол ти на... Прво да искоментирам една работа што ја спомна, тоа е дека го прашувале како мали деца. Зошто? Па в суштината е дека тие се мали деца. Ние сите сме мали деца во однос на мудроста на Господ. Така е. Но околу истата работа, што велиш ти за христијанскиот одговор на прашањето зошто воопшто нешто постои, а истиот одговор го даде и односно слично нешто го даде Лео Гура, а тоа е дека ти постоиш, односно било што се што постои заради љубов. Дека едноставно Бог можел да си остане во бесконечниот потенцијал и да не создаде ништо ново и да се седи таму и да се дреме и да не настане Биг Бенгот, ако воопшто имало Биг Бенг. Но едноставно те создал од љубов. И не само што те создал, мислам те, мене, тие што слушаат, сите што постојат, се што постои, го создал тоа. Светот го создал. И не само што го создал, туку и направил да ние, или еве, јас ако зборам за мене, направил да заборавам дека Господ постои, дека јас сум Господ. Сада сметам дека сум процесорот, за да сметам дека го имам овој живот кој што го имам, кој што е всушност замисла на Бог, едноставно да не се ужаснам од идејата дека всушност процесорот не постои. Постои само Бог. Значи, од неговата љубов, затоа што не замислил, а може да замисли се, нели? Бог е сезнаен, семоќен, сеприсутен, може да замисли што сака и да го оствари тоа. Практично кај него замислата е стварност. Бидејќи Бог е стварноста. И бидејќи не замислил вакви какви што сме, ограничени битија, изнаејќи го тоа, едноставно од љубов прво не создал, второ ни дал слободна волја, односно така не замислил, со слободна волја, и трето не направил да заборавиме дека сме Бог, со цел да не снема, да не умреме. Затоа што
Ако се сетиме дека сме Бог, односно нагло ако се сетиме дека сме Бог, и Бог се, така наречено, се разбуди во наводници од неговиот сон, тоа значи дека ние ќе нас нема и ќе умра. Што мислиш за тоа? Најпрво сакам да се навратам на една реченица што ја кажа ти, Бог е реалноста. Тоа е буквално истото што е кажано и во Библијата, дека Бог е вистината. Вистината е реалност. Реалноста е она што е, онака како што е. И вистината ќе те ослободи, како велат. Едноставно, што вистината е да бидеш во хармонија со реалност. Да бидеш реален, да бидеш она што е. Тука лежи автентичноста и така натака. Ќе збориме за тоа во некои понатамошни емисии. Тоа ти што го каже навистина христијанската аксиома или објаснување, кое што е, сега да бидам реален, е доста просто. Едноставно си кажува, мислам, вистинито, не можам да кажам дека не е вистинито, меѓутоа е онака објаснето како за сите. За сите возрасти, за сите нивоа на свест. Едноставно тоа е вистината. Бог е љубов и љубовта, причината зашто постои е љубов. И како што кажа ти, толку многу не сака нас, што толку многу ги сака сите аспекти од себе, кој ќе видиш, што ги направил на еден таков начин да се заборава дека се себе си, туку дека се некој посебно битие, за да може да се проживее самото себе. Тоа е врвна љубов. И тоа е жртвата, тоа е всушност на жртвата на Исус. Буквално се одделуваш од себе, се расцепкуваш за секој дел од тебе да се проживее самиот себе и така натака. Не можам, тоа е дефинитивно вистина. Тоа е дефинитивно вистина и тука нема сомнеш, едноставно без разлика дали многу луѓе или пред мене, например, да бидеш атеист, да бидеш онаков реален вистински милитантен атеист, не постои Господ, нема ништо, се е онака мртва материја, тоа е крајно нема смисла, тоа е нелогично, тотална нелогичност, бидејќи едноставно знаеш дека постои живот. Знаеш дека постојат одредени принципи, одредени закони, гравитација, електромагнетизам, еволуција и така натака, кои што произлегуваат од самиот етер, од ништо. И еден од тие принципи е свест и живот. И едноставно информационо постоење. Тоа мора да произлегува од некаде. Изворот на тоа, на тој живот и таа свест мора да е жив. Иначе како ќе произлезе живот ако не е од нешто, од некој жив принцип? Нема логичка смисла иначе. Меѓутоа има атеисти кои што малце поразумно тврдат, окей, во ред, постои нешто, меѓутоа не е, да речеме, Бог како христијанството, не е некој дедо што седи и пие вино и јаде грозје и одлучува што ќе се случи. Во ред. Тоа можам да го разберам. Меѓутоа, тоа сакав да кажам, едноставно да кажеш Бог е љубов, секој тоа и дека постоењето е одлика на љубов, секој тоа ќе го прифати. И атеистот кој што верува дека нешто има, ама не е како што го мислат христијаните, и да речеме будистите кои што не веруваат во некој личен Бог, персона, дека Бог е всушност личност, и оние кои што веруваат дека Бог е личност, како Аврамовите религии и така натака. Сите ќе се сложат за тоа. Тоа е толку општа вистина која што не може човек, интелигентен, рационален човек да не види дека е апсолутно вистина. Значи тоа е така. И сега идеме подлабоко, например, окей, го направил тоа поради љубов, меѓутоа зошто така? Зошто на тој начин како што е? И тиете си кажа едноставно, тоа е затоа што не само затоа што Бог сака секој аспект од себе да се проживее самиот себе и на различен начин, туку едноставно во исто време Бог сонува. Бог сонува и во неговиот сон се случуваат бескрајно работи. Значи ние не можеме да го опфатиме тој бескрајен сон. Па така, јас би се надоврзал на тебе, би се надоврзал.
бидејќи тој сон е толку комплексен и голем и така натака, Божиот сон, Божјата замисла, јас би рекол дека вистината лежи, и ова тука навлегуваме во моето животно дело, мојата филозофија или теорија на 10 димензии, 10 димензии на свеста. И јас мислам дека според мојата теорија и според она што го имам искусено во животот, дека сите видови на постоење постојат. Значи, кој ќе кажеш зошто вака, зошто е животот ваков, зошто има спирала, зошто еволуираме, зошто е гравитација, затоа што тука е така. Меѓутоа има и бескрајно други реалности, варијанти, така, кој што не е така, кој што е нешто друго. И тие се буквално бескрајни. И тие се бескрајни бескрајности дори, кои што се одвиваат просторно, меѓутоа и временски. Сега, кога ќе се качиш во 10-та димензија, еден ден ќе избориме овие димензии, кога ќе се качиш во 10-та димензија, во финалната, едноставно тие веќе се случиле, не само што се случиле, туку едноставно сите бескрајности пропаднале веќе и све се спојува во една точка, која што е апсолутното или Бог. Така да, мојот одговор е не е овака како што ние мислиме, туку е секако. Со многу добра поента заврши. И како би и било инаку, мислам, секако е затоа што потенцијалот на Бог, на платното, на стварноста е бесконечен. И нормално дека тој може да се изјави во бесконечно разни модуси или варијанти. Сега, убаво што ги спомна атеистите, закоравените атеисти. Јас како поранешен закоравен атеист, зборам кога бев средна школа, знаеш, мојата идеја беше демек Господ, тоа се глупости, тоа не постои. И низ мојот пат практично патував од атеист кон агностик и сега кон гностик. Односно, не само што сметам дека може да се утврди дали Бог постои, туку го доживеав. Тоа е една голема разлика. Мене кој ќе ме праша дали си верник, јас им кажам не сум верник. Јас едноставно го доживеав. Немам збор за тоа. Значи уште повеќе од не верувам дека постои, туку го имам видено. Едноставно. Но тоа што треба да го кажам за конкретно за атеистите е со моето искуство. Минатото е дека тие всушност од тие две прашања кои што ги поставивме на почетокот, едното меѓуредови, а другото израчно. Едното е дали воопшто нешто постои, а другото е зошто воопшто нешто постои, кога можело да не постои ништо, нели? Првото прашање атеистите го заемаат за само евидентно, затоа што едноставно тоа не може да се негира. Постоењето не е предмет на докажување. Постоењето едноставно му сведочиш, така. Но второто прашање, зошто воопшто нешто постои, атеистите, некои од нив се обидуваат да го објаснат преку физика, математика, Биг Бенг и така натаму. Но повеќето од нив едноставно го отфрлаат тоа прашање како воопшто достојно нешто за одговарање. И тука е нивната трагедија и, да речеме, аргументативна грешка што ја прават, суптилно меѓу редови, меѓутоа настојчиво се обидуваат да го отфрлат тоа прашање како воопшто достојно за одговарање. Едноставно има тоа е. Има нешто и тоа е. И нема зошто така има. Што е многу детски начин на аргументирање, незрел начин на аргументирање. Апсолутно детски, некогаш некои, да речам, поинтелигентните од нив или поначитаните го базираат врз основа на оние искази на некои стоици и филозофи, кои што кажали, други филозофи, како например Платон, кои што рекле боговите или постојат или не постојат, ние не можеме да знаеме точно, затоа најдобро е да не се замараш за тоа. Меѓутоа тоа е во ред како филозофија за живот.
за живење во светот, меѓутоа не е како филозофија за размислување за Господ. Така. Значи, кога ќе се расправаш со длабоки филозофско, метафизички и духовни работи, прашањето зошто воопшто постои кога можело да не постои ништо, мора да го обработиш. Че тоа е многу, многу валидно прашање, како што реков и на почетокот, тоа можеби е најбитното прашање од сите. Ако го прашаме Тома Аквински, тој ќе рече дека Бог е едноставно прима кауза, односно првата причина во причинско-последичниот синџер на работите, дека од него се почнува. И тоа е повторно враќање на истиот нели тоа објаснување кој што го имаме, односно платното, односно бесконечен потенцијал кој што се изјавил во нешто конкретно. Сега го разговаравме платното, го разговаравме битието, зашто воопшто нешто постои. Објаснивме дека според христијанството и според моето сознание да речем, тоа е од љубов. Тоа не морал Господ да те создаде, ама ете те создал, те изјавил. И не само што не морал туку и се грижи за тебе и не те ужаснува, не те поништува, не се буди во наводници нагло, па едноставно тебе те снема во тој момент, туку ти го проживува животот до крај, до неговиот логичен крај, тоа е смртта, кога ќе се сепнеш, кога ќе се разбудиш, кога ќе сватиш дека си Бог. Сега, не мора само така да сватиш дека си Бог. Можеш да сватиш и во меѓувреме, можеш и да си жив и да сватиш дека си Бог, да се сетиш, и тоа не мора да резултира директно во смрт. Тука би се преферил на малку да поразговараме с темата за страданието. Браво бе, процесоре, одлично прашање постави во одличен момент. Значи, страдание. Страдание е, да кажеме, душевна болка. Прашањето е, ако стварноста, со Бог е совршен, знае се, е семоќен, се присутен, зошто постои страдање? Ова прашање не го постави еден наш пријател, ако ти текнува. И него не му беше јасно каков е тој Господ. Нели ова е еден од класичните аргументи на атеистите? Да, апсолутно. Чи зошто постои страдање кога може да биде совршен свет во кој што страдање не постои? Според мене има две точки, да ги спомнам, па ќе ти оставам и на тебе да кажеш што ти мислиш. Ајде, сакам да ги слушнам. Значи, првата точка е дека страдање постои заради простиот факт дека Господ тебе те создал како ограничено битие. Ти си ограничено битие со ограничени ментални, емоционални, духовни, физички способности. Имаш фокална точка на гледање, значи не си се присутен, си заборавил дека си Господ. Мислиш дека си процесорот, но ти свештеникот. Одиш низ светот, правиш, одлучуваш, ама секогаш го правиш тоа од еден ограничен капацитет. Ограничена способност за резонирање, за размислување, за делување. Не можеш да скокнеш одеднаш, да летнеш од земјата. Не можеш да влезеш во земјата до јадрото нејзино, не можеш да ја магично да ја направиш месечината, да ја снема и така натаму. Значи едноставно си ограничен. Физички, ментално, душевно, емоционално и така натаму. И бидејќи се ограничен, ти не живееш совршено во однос на стварноста. Значи, кога се обидуваш да донесеш одлуки, да постапуваш како што треба во склад со некои вредности или со некои принципи, за да живееш подобар живот, подоблесен живот, да претпоставиме дека сакаш да бидеш доблесен, меѓутоа не си совршен, толку може тоа тие 2,5 кила мозок, толку можат да смислат, да разберат од стварноста, и заради тоа ние сме постојано грешни, постојано грешиме во нашите проценки, во нашите одлучувања, во нашите постапки, и бидејќи грешиме, се судираме со зидовите на стварноста. Се гребеме од нив. Тоа гребење го предизвикува страдањето. Заради тоа што сме грешни, односно не сме совршени. Тоа е едното објаснување. Многу длабоко, многу интересно размислување. До сега не сме разговарале на оваа тема, или барем не волку детално, и не сум имал прилика да ја слушнам објаснување твое. А второто објаснување е дека страдањето не е само индикатор дека нешто грешиш. Не е само знак дека нешто грешиш. Туку е и основната алатка на Бог за да работиш на себе си и да се доусовршиш за да стигнеш до собствено великанство. Дека преку таа алатка
на страдание, стварноста, односно Господ, ти укажува на тие ограничениот човек што грешиш, за да ти можеш да работиш, за да можеш да знаеш што грешиш, затоа што ако не страдаш кога грешиш, ти нема да знаеш дали грешиш. Меѓутоа вака страдајки, ти знаеш на што грешиш, каде грешиш и можеш да се поправиш. И не само што можеш да се поправиш, туку страданието, како и секоја друга болка, те прави да стануваш посвесен. Значи, например, да те боцне некоја игла и ти веднаш си свесен за таа игла дека постои таму. А претходно не си бил свесен. Зашто? Затоа што не те болело. Па страданието, односно како душевна болка, истото го прави. Ти во судир со стварноста се гребеш од незините ѕидови, кога грешиш, а неминовно грешиш бидејќи си ограничен, бидејќи си несовршено битие, и тоа страдание е основната алатка која што ти треба да ја земеш и да ја искористиш за да работиш на своето доусовршување и собственото великанство. Односно синоним е тоа. Собственото усовршување е собственото великанство. Ете тие се моите две причини. Баш ме интересира што ќе искоментираш сега ако случајно не те заплеткав премногу. Не. Двете објаснувања се одлични и се сложувам во голем дел со нив. И мислам дека се точни. Мислам дека едноставно нема друго по-логично и по-хармонично, да речам, по-складно објаснување за страдањето од ова твоето, бидејќи она алтернативното е па Господ не постои ли лоше, злобен, па сака да се мачиме и така натака, што мислам апсолутна небулоза, бидејќи сега да се мачиме, нема да го создаде животот вака со волку шанси за растење и развиток и еволуција и така натака. Нема да има еволуција, едноставно ќе има вечно патење. И тогаш нивното објаснување ќе биде, па добро, тоа што не постои. Да, ама не постои, ама имаш живот, има постоење, имаш информационо постоење. Еден предмет има информација за неговото постоење. Има одредена форма на постоење. После тоа имаш живот. Постои живот како форма, значи мора да има нешто некаде од каде што произлегува. Потоа има и свест кај луѓето. Значи животот завзема уште повисока димензија и така натака. Значи тоа паја во вода. Така да ова е вистинското објаснување. Ова е објаснувањето кое што на вистина не можеш да го побиеш, туку можеш да речеш само добра, дај ми сега научни истражувања дека тоа е вистина и ти ќе му кажеш добро, во ред. Истражувајте и открите. Нема што да се јас ќе си го живеам животот вака. Тоа се тие метафизички вистини. Има една анекдота кога отишол Рамана Махарши, всушност не, кога отишол Парамханса Јогананда кај Рамана Махарши или Рамана Махариши, кај него во ашрамот на Светата планина, заборив како се викаше сега, заедно со, бидејќи Парамханса Јогананда живеел во Америка и тој бил крија јогин, тоа значи дека јогин кој што се просветлува преку дишање и преку енергии, канализирање на своите енергии, длабоки медитации, отишол кај Рамана Махарши, кој што бил, по моје објаснување, по моје сваќање, бил џнана јогин. Тоа значи јогин со мудрост. Едноставно се прашувал себе си кој сум ја, зошто сум јас и така натака, додека не открил кој е он на вистина. Сите своји прашања, сите своји илузии си ги сечал со ножот во својата глава, се додека не стигнал до вистината. А може не му се допаѓало тоа што го открил? И морал да го игнорира. Не ми се допаѓало. Мора да е друго нешто. Едноставно патувал се подлабоко во себе и во се подлабока интроспекција во себе, се додека не стигнал до вистината и не се просветлил во моментот кога ја открил вистината. И кога Парамханса Јогананда дошол кај него и го прашал пред сите, рекол, добро, зошто постои страдање? И му рекол, страдање постои, истото ти што го кажа, втората твоја причина. Страдањето постои за луѓето да еволуираат. На тој начин луѓето им е тешко, не им е удобно, имаат проблеми и тоа ги тера да се разбудат. Значи, буквално, кога си во кошмар, се будиш.
И тоа може би е и причината зашто имаш кошмар, може би телото не му се спие, мозокот не му се спие и бесен и така натака и сака да те разводи. Има одреден немир и не сака да спие. И така и со животот, едноставно чувствуваш немир, чувствуваш проблеми затоа што треба да се разбудиш. Дали може би целосно или може би само во одреден аспект да се разбудиш, што значи да се подобриш. Меѓутоа целта на страдањето е да се разбудиш и да сватиш дека ова све е сон, дека ова е илузија. И овој го прашал, Парамханса го прашал, добро, ма зошто е така? Господ е семоќен, зошто ги направил така работите? Зошто не ги направил работите на тој начин да едноставно не мора да е толку тешко, да има страдање? Нека ги направил да се разбудиме без страдање. И овој му одговорил, па така е. И овој не бил задоволен со одговорот и рекол, ама не може, зошто така? Кажи ми зошто? И овој се изнервирал и му рекол, добро, кој страда? Кој страда? Човекот страда? Ти страдаш? Јас страдам? Кој страда? Или Господ страда? И Парамханса Јогананда разбрал, пошто тој бил веќе просветлен мајстор, климнал со главата и рекол, окей, јасно ми е, и си отишол. Одговорот, како што јас го сваќам, е дека не страдаат луѓето. Не страдаат луѓето, не страдам јас, не страдаш ти, туку едноставно Господ страда. Господ е тој што сонува, Господ е душата во сите нас, тој постои преку нас, не постоиме ние, туку постои само тој, само едниот живот постои низ се, не само низ луѓето, туку и низ животните и низ предметите дури, може би полимитирано кај неживата природа, а најсофистицирано до сега кој што знаеме кај луѓето, меѓутоа тоа е истиот принцип. И во исто време истата личност, како еден ентитет. И едноставно тој е тој што страда. Тој страда за да се разбуди, не страдаш ти. И сега тоа е, од една страна е многу интелектуално, буквално е онака објаснување, па добро, ајде, уживај си, нема страдање, не страдаш ти, друг страда и свиркај си, ама во реалниот живот не е така, кој ќе те удри тебе тешкото, ти страдаш и тебе ти е тешко. Не можеш да кажеш, па добро, ајде, кога слушаш како некој страда во Украина или некој страда во Газа, можеш да си кажеш, така малку психопатски да речеш, па добро, Господ страда, ај гајле ми. Ама кој ќе ти дојде кај тебе, тогаш тешко е малце. Ама сепак, мудар човек, кога ќе дојде страдањето кај него, може стоички да го прифати со знаењето, со метафизичкото знаење и чувство и искуство дека не страда он, туку Господ страда преку него со цел да се разбуди. И тоа значи и она христијанската аксиома, тврдење дека Господ е секогаш со тебе. Ги гледа твоите страдања, ги чувствува твоите страдања и те сака. Се грижи за тебе. Зошто? Па бидејќи он страда. Тој дај му ги твоите страдања на Исус, велат во христијанството. Сите твои маки, твојот крст дај му го на Исус, он нека го носи, демек. Препушти му се на него. Па ова е тоа. Буквално тоа само објаснето со малце по прости зборови, по провинциски кажано, за да може да го разберат сите и неедуцираните. Едноставно, финтата е, не страдаш ти, страда Господ, твоите страдања се негови, он е со тебе и има причина зошто го прави тоа. И не е таа причина да ти ја објасни во однос на твоите социјални моменти, како ти е тебе животната ситуација, туку е космичка причина, која што не можеш да ја сватиш. И не мора да ја сватиш. Она што треба да знаеш е дека он е со тебе. И тоа е тоа. И он страда со тебе. Повеќе од тебе дори. Да, и добро заврши на крајот, дури и јас би рекол дека од моја страна гледано не е дека ти не страдаш, туку ти страдаш, односно бидејќи ти си Господ. Да, Господ страда и ти страдаш и тоа е истото страдање. Значи еве баш преска ти пратив еден дел од текст што го напиша, па би сакал тука да го прочитам на кратко. Баш околу истово, односно околу постоењето, затоа што ти спомна дека ти не постоиш, туку само дека Господ постои. Јас би рекол дека и двете се вистина. Е баш на тој текстот, значи вака иде. Ти на вистина постоиш. Ова што го зборувавме може погрешно да се земе како да ти, јас, другите, како и светот да не постојат. Оти, ако се ова е замисла или сон на Бог,
тоа значи дека не е вистина. Сепак да се подсетиме на тоа дека Бог не е нешто надвор од стварноста. Бог е стварноста. Тој е двете страни на паричката на внатрешното, односно субјективното и духовното, и надворешното, објективното, материјалното. Тоа што тој ќе го замисли, тоа автоматски е и објективна материјална вистина. И обратно, тоа што има материјално објективно постоење, автоматски има и внатрешно субјективно постоење. Внатрешноста и надворешноста се само две наизглед различни пројавувања, два аспекта на едното исто постоење. Така, ти, иако си замисла на Бог, воедно и вистински постоиш. Тоа што сакам да го кажеме дека бидејќи Бог е стварноста, што и да замисли, тоа автоматски е стварност. Едноставно се создава, се пројавува од тој бескрајен потенцијал, од платното, се изјавува во нешто конкретно кое што навистина постои. Па така и ти, бидејќи си замислен на Бог и те сонува, затоа и многу често го кажувам во наводници сонува, зашто аналогијата на сон, на наш сон, е добра, меѓутоа не е совршена. Затоа што ние кога сонуваме, тоа изгледа дека не е вистина тоа што го сонуваме. Меѓутоа за Бог, кога сонува, тоа е вистина. Он го создава тоа. Сега, уште малку ни останува време. При крај само би сакал да ти поставам едно прашање. Зборувавме за платното, зборувавме за битието, зборувавме зошто нешто постои кога можело да не постои. Кажавме дека веројатно одговорот е љубов, дека едноставно Бог те создал од љубов и затоа те чува во наводници. Не те буди од сонот или не те буди нагло, за да не се ужаснеш од вистината. Потоа зборувавме за страданието. Која му е целта? Зошто страдаме? То не е совршен светот каде што нема страдање. Кажавме дека е заради тоа што прво сме несовршени битија, кои што заради тоа што сме несовршени, постојано правиме гревови, односно грешиме и се гребеме од зидовите на стварноста, а второ, бидејќи страданието е основната алатка која што Бог ја има за да те разбуди постапно да те буди, преку укажувањето каде грешиш, за да можеш да се усавршуваш и да достигнеш лично великанство. И сега, последната работа, која што би сакал да те прашам тебе, бидејќи го спомнавме личното великанство и усавршување, дали мислиш дека совршенството е возможно да се постигне? Дали мислиш дека еден човек, како ограничено, несовршено битие, е возможно да достигне совршенство или со други зборови наречено просветление? Така. Мислам дека да. Барем на начинот на кој што ти го постави прашањето. Просветлувањето за мене е концепт кој што не е совршенство, туку е едноставно ослободување на својата свест од прангите на личниот концепт. Концептот за личност, всушност. Едноставно ти мислиш дека си ти, со твоја приказна, твој животен пат, има и презиме и така натаму, меѓутоа тоа не е реалноста. Реалноста е дека ти си чист живот, ти си аспект на Господ. И можеш, има способност, има луѓе кои што го направиле тоа низ историјата, да се ослободиш од концептот тотално, да стане секундарен, како го користиш како маска, тоа значи персона зборот маска, да го користиш како маска, а реалноста е чистата свест. Ти знаеш дека си Бог. И тоа е всушност она будење пред, она што ти го рече, будење пред да умреш пред да умреш, или да се разбудиш од сонот без да умреш. Едноставно, идентитетот умира во тебе, егото умира, она што останува е чистото постоење, чистата свест. Бог се разбудил во тебе. Меѓутоа, сонот или телото се уште постои. А Бог внатре во тебе е разбуден. И тоа е врвното постоење. Тоа е едноставно врвот на човековиот потенцијал. На тоа не може, бидејќи тоа е буквално спојување со Бог. Некои луѓе велат дека тоа не сите, меѓутоа некои го постигнуваат при умирањето, особено стари луѓе кои што
проживеале многу и така натака. Меѓутоа, тоа е во ред како утешна награда, меѓутоа целта е да стигнеш до тоа будење пред да умреш. Затоа што за да можеш да го искусиш вистински благословот на бидување Бог додека си жив, додека има ум кој што ќе го процесира тоа. И тоа е велат дека е најблагословеното и најубавото нешто, најголемата екстаза што може да постои. И сега во однос на совршенство како општа дефиниција, сметам дека совршенството лежи во балансот, така да вистинска совршеност ќе постигнеш ако си подеднакво несовршен во сите работи, во сите важни работи во твојот живот. Тоа што го кажуваш ти за личното совршенство секако важи и сметам дека важи, ама во еден вид на специјален случај, односно во случај на, ако гледаме од аспект на нашата ограничено битие, нашето ограничено постоење во овој свет кој што го гледаме, материјален свет со вакви правила, вакви закони и така натаму. Меѓутоа, нели мислиш дека ова е еден специјален случај на совршенството, таквото врвнотежено развивање, меѓутоа вистинското крајно совршенство е просветлението во смисла на напуштање, на поистоветувањето, на идентификацијата со било што и враќањето кон свесност дека си Бог, а Бог е совршен. Ако се сетиш дека си Бог, и онака на вистина, не интелектуално, не во абстракција, туку на вистина да го осетиш тоа, да го проживееш тоа, да му се вратиш на Бог, но се вратиш на сам себе си, на својата почетна форма во наводници, нели мислиш дека тоа е буквално совршенство? Да, се согласувам со тебе, тоа е буквално врвната форма на совршенство и тоа е она оригинално совршенство. Меѓутоа, во непросветлена форма, и во форма каде што ти не знаеш дека си Бог, мислиш дека си човек, тогаш совршенството би било еден вид на хармонија и баланс во животот. А ако се разбудиш, ако Бог се разбуди во тебе и ти станеш Бог, тогаш тоа е совршенство. Ти си веќе совршен без разлика каде си. Може да си просијак на улица, може да си император, може да си во пештера, ти си совршен. Браво, бе, свештениче, бе. Значи, какви заврзлами им стававме, горди и вјазово им дадовме на нашите следачи. Сега ќе треба да го разврзуваат. Или да го пресечат. Или да го пресечат, како Александар. Значи, јас пред малку дадов едно сиже на ова што го разговаравме денеска, така што нема да се повторувам пак со сиже, меѓутоа само ќе кажам дека во оваа емисија разговаравме шпекулиравме, ајде да речеме, и ги споделивме нашите мисли и сознанија од аспект на одговорот на прашањето зошто било што постои, наместо да не постои ништо. Тука ќе завршам со ова супер кратко сиже и сега ќе оставам на свештеникот да даде некои прагматични и практични совети од овој аспект, ако воопшто такви постојат, ако не постојат, кажи дека нема. Одма ќе ти кажам дека нема. Ова е филозофска, метафизичка епизода. Не би можел практични поенти да издвојам, освен едноставно онака најопшто да кажам, контемплирајте го овој разговор, бидејќи е навистина хиперважен. Едноставно ова е врвот на сите филозофски прашања. Да, може би еден совет би било практикувајте духовна работа. Дали е тоа молитва, дали е тоа планување, дали е тоа понизност, дали е тоа езотерија, дали е тоа медитација. Практикувајте духовна работа. Окото низ кое го гледам Бог е истото око низ кое Бог ме гледа мене. Моето око и окото на Бог се едно око. Едното исто кое гледа, знае, љуби. Мајстор Екарт фон Хохајм.